часот и 15 минути, добро познатиот термин на фреквенцијата на телевизија Сонце за уште едно ново издание од емисијата од своја страна. Овде сум јас, вашиот домаќин, Викторија Петровска. Имам чест да ви го најавам мојот денешен гостин. Се работи за Душко Трифуновски, нашиот млад писател, автор, со кого денес, токму во ова издание, ќе промовираме неговото последно издадено дело. Девојката од автобусот. Душко, добри дојде. Добро те најдов, Вики, како и секој гостување овде кај тебе, па и дури ова може да се каже дека не е некој гостување, затоа што толку често се гледаме, што дури, како што кажавме на почетокот, и дури немаме ни концепт на зборување, затоа што долго време се познаваме, конечно нема трема. И секогаш кога ќе се видиме, муабет има со тебе. Муабет има, дури ова исто како да сме се виделе во книжарница, во автобус, на кафе некаде, така што добро ве најдов. Еве, девојката од автобусот денес ќе биде повод за ова наше дружење, наш муабет. Зошто девојката од автобусот? Која е девојкава? Јас толку многу се возам во автобус, што можеби конечно беше да се изведе и таква тема. Дури темата не е ни со автобусот не е ни 2% во романот, колку што е самиот наслов, а секако девојката од автобусот, нели? Да, јас ја читам. Така. Некаде на средина сум, па ќе те подпрашам после нешто, ќе те испрашам. Сум подготвен, толку време се работеше на книгата што дури и знаеш како јас тоа велам, толку многу се имам возено во автобус што и толку време го подготвував целиот концепт на содржината, а ме праша на почетокот која е девојката. Девојката всушност како и сите девојки кои што се возат во автобус, а мене ми е толку многу драга затоа што девојката е реална, тој што ја познава ќе знаете дека станува збор за вистинска личност, нормално, таа Ангела Ставреска од Драчево. Не можам да не напоменам од каде е, бидејќи јас сум од таму. Да, и еве 41 кажува од каде. Како некој си биографско, автобиографско место или локација. И затоа јас ќе речам, многу е полесно кога ги имате луѓето околу себе и кога точно знаете на кој лик вие да се потпрете, да се фокусирате за да направите една приказна. Така што јас тргнав и самиот по себе, се познавам самиот, си ја познавам мојата релација, ги познавам луѓето околу себе, приказната многу лесно може да се склопи. Душан, прво тргна Душко. Не, ова Душан мене, значи, готово. Така, ќе те викам. Да, слободно. Душко вака, приказнава, прво доаѓа приказнава или прво од ликовите правиш приказна? Мене тоа ме интересира и дали се работи за некоја вистинска приказна, односно приказни, бидејќи јас ја читам, знам дека действото го движат 5-6 ликови, така? Да. Сега, тие ликови се соочиле на вистина во реалниот живот со тоа или ти вадиш од ликовиве приказни, ти им правиш? Па најпрво мене од секоја книга, ви од претходната и од Звадена рече да и од Слана, како прва книга, секогаш поаѓам од оние ликови што јас ги познавам, кои што ми се по нешто специфични. Секогаш поаѓам прво од карактерот, потоа од изгледот, бидејќи знаете, најважно е да го знаете човекот и да знаете какви дејства може да преземе во романот, а потоа според описот да се додадат некои си надворешни карактеристики, да се променат. Изгледот не е пресуден. Но најважен е карактерот за да се знае што да се преземе. Ангела, например, и по природа е таква бурна, знае да се кара со луѓе, смешна е, хумористична и мене токму таков лик ми требаше. Ем за приказната, ем за тоа што јас, како шофер, многу луѓе, например, ме препознае на Корица, знаат дека темпераментите и карактерите тука ни се многу слични. Така што Ангела е буквално како погоден лик, реален лик. Што ме веќе реален, тогаш мора да тргнам од незините вистински карактеристики, за да ги преточам во една приказна. А пак во За 2 дена рече да, јас прво почнав со приказната, а потоа сватив дека имам лик кој што го познавам, тоа е Софи, бидејќи Софи ми е многу добра пријателка, нели тоа го кажав минатиот пат. А многу работи од минатото дружење тука со тебе се променија, бидејќи Софи конечно се мажи, но овој пат не за 2 дена, па за 2 дена кажа да, ама тоа ќе трае цел живот. Да. Така што со гостување да ја поздравам и да ја честитам за тој и посакам долг живот. Така што полека ликовите како да ми се остваруваат според тоа што сум го посакал или што сум им го напишал во приказната. Сега действото? Действијата? Отом, да, се си доаѓа онака
Дури мислам дека А се дејствата случило отпосле. ли нешто од дејство? Некои во моменти реал- да се случуваат. Еве на пример исто ќе спомнам Софија, бидејќи дејството е дел Скопје, дел Македонски Брод, така што делот тие настани се имаа случајно, бидејќи јас сум по потекло по мајка од Така, од Македонски Брод. Македонски Брод. Софија веќе таму живее. Автобусот е реален, релацијата е реална, така што моментот каде што мене ми кликна идејата дека јас треба да напишам приказна што ќе започне во автобус. Таа идеја се роди баш точно во 41 во 2018 година додека одев на факултет на Да, испит. тоа го пишува во... Да, тоа го пишува и тоа навистина ми се случи. Например, приказната почнува со онака борба во автобус со веќе случајна сообраќајка. Значи тоа е вистинско, сообраќајката Да, делум на вистина, дури и моментот со девојката кога си ги подаваме билетите, кога се мешаат билетите, тоа е вистина, реален. Ти си момент. тој од другата Јас сум страна? тој, да, Аха. јас сум тој од другата страна, но Всушност секако... Алек овде, така? Да, да. Но знаете како, јас секогаш велам дека добар автор, може да ќе звучи нескромно, но добар автор оној кој што ќе умее да измисли и да склопи приказна. Аха. Значи најлесно е да напишете биографски роман. Се знам, се веќе си Ќе напишам. напишам, да. И кој може да верува на Ова тоа? малку треба да ти работи... Кликерот, Да. мозокот, така Да. што веќе на четврта, пета книга треба секој автор да има таа способност. Сега, Душко, во книгата се преплетуваат некои медицински термини, Да. болести, лоши болести, за кои што ти пишуваш и малку поопширно. Сега, тука се консултираш со стручен човек за, мислам, медицинско лице? Така, сега ми помина морници. Јас приказната кога веќе кога ми беше некаде при крај, се соочивме во фамилија, поточно мој братучет имаше таа лоша болест, за жал почина, но помислив дека можеби на тој начин ќе успеам јас да истражам на тоа, бидејќи темата до некаде ми се поклопи на почетокот. И барајќи начин на нештата како да се подобрат или како да му помогнеме, јас многу навлегов во таа тема. И на некој начин јас поради тоа истражував. Многу месеци подоцна и уредникот кој што ми е дизајнер, да го поздравам и него, Дејан Величковиќ, кој што направи еден осврт на делото, читајќи ја содржината. Тој се консултираше па со негови пријатели кои што работат на клиника, кои што се фармацевти, за приказната да не биде всушност издржана со вистински факти. Така што многу е проучувано за да се направи оваа тема. Значи, покрај тоа што имаше работа. имаше, многу работа имаше. Колку време се работиш на книгата? Оваа книга прво ја напишав, па направив пауза, па ја започнав за 2 дена рече да во 2017 година, па ја објавив за 2 дена рече А ова да. се стоеше, се чекаше? Ова се чекаше, го чекаше вистинскиот момент затоа што мислев дека не сум доволно зрел за оваа приказна. За тоа. Да, како не знам како самата да си го направи, да си ја направи својата пауза. Па неколку месеци јас бев во Америка, се онака се насочив кон за 2 дена рече да, затоа што мислев дека подобро ќе помине романтична комедија кај нас. Знаеш Да. како млад човек на 20 на години, сакав да објавам нешто полесно, бидејќи дојдов во тој момент кога приказната застанува баш на потешките моменти и не бев доволно зрел за приказната. И подоцна кога на вистина созрев, кога сватив дека е време за нешто посериозно, тогаш се насочив кон девојката до автобусот. Сега тука стоиш како собствен издавач? Да, самостоен изданик. Самостоен издавач. Што значи тоа? Не те поддржа ни една, односно не пројави интерес ни една издавачка кутија? Појавија интерес, секако јас голема благодарност изразувам и до Арсламина, до Литература МК, моите матични издавачи, каде што работам. Так. Но покрај толку многу објавени книги и тоа што научив да го работам во литература, помислив дека можам овој пат сам. Реално, покрај 4-5 книги треба и секој однака да се убеди да себе си дека може да направи нешто сам. А и освен тоа, јас знаете, еве пак нескромно ќе кажам, си ги погоди вистинските луѓе покрај себе. Веќе секого познавам, така што многу е полесно кога човек ќе си ги има вистинските најдобри покрај уредник, кој што ми е и пријател, и дизајнер, илустратор, лектор. Добро, ти си веќе во тој свет Јас и сум ги имаш... веќе во тој свет. Да. Така што имаш представа за луѓето, кој би можел да го извади најдоброто. Но потоа не е само објавувањето на книгата, потоа е целиот тек на промоција во кој што ти си еден од тие луѓе.
така, нели, кога ќе се извади една книга, треба да се промовира. Си треба, Значи, буквално го познавам светот на производство на една книга. Како оди кај нас. Така што можеби ги немам тие години или возраст за да се прави нешто самостојно, но го имам оној авторскиот стаж што се вели. Така што самостојно издание значи дека авторот си поседува со книгата, може да се продава било каде, книгата еве може на пример да се најде лично кај мене. Знаете, живееме во време кога секој најлесно е сега, ќе му пишеме на авторот ќе ни ја достави книгата. Така што тоа е можеби улеснителна околност за сите што сакаат да ја најдат книгата. Еве ќе напоменеме првично кај тебе може да се најде, да се купи, да се порача. На сите Facebook, Instagram профили имаме официјален мејл devojkata@gmail.com, но да не напоменам, да не заборавам, секако покрај сите други претходни книги, така се продава и во литература. Така, и во литература, во сите книжарници. Така што кој сака нека милува, кој ќе се помене кај литература, таму да се ја набави, кој знаеш дека јас сум во литература секој ден. Со посвета, секако со подпис. Ете така, Дучко, што се промени од последниот пат кога разговаравме кај тебе, се променија доста работи. Многу работи се променија, да. Да, на професионално, на приватно поле. На професионално поле знаеме, од една книга предовме на друга, се работи на сосема други наслови. Ова можам уште сега слободно да си кажам дека веќе работам на дури 12 наслови истовремено. Тоа минатиот пат, нели, ако се сеќаваш, кажавме рано е уште, но и сега е рано, но мислам дека тоа многу брзо ќе го завршам и ако самиот не си кажам ајде, тоа нема направам никогаш. И онака си дадов преголем замав, залак, што се вели да работиш на 12 книги истовремено. Како стасуваш? Кој е успехот? Кој е тајната на успехот? Која е? Се гледа. Се гледа, да се вели дај качи некој килограм повеќе. Немам кога, брзам, постојано сум во движење, постојано сум на работа, со тоа што секоја една минута што си ја вложувам во себе е всушност на работа. Така што во меѓувреме се работив и на училиште, ми се оствари таа желба. Да, ти се оствари со да седнеш да бидам наставник по македонски, се дружам со ученици, си имам многу добри колеги. Претпоставувам ти е многу убаво бидејќи знам дека со љубов го работиш. Се потсетив на тие денови кога бев и јас ученик пред 10 години. Како те доживуваат учениците? Интересно. Знаете дека првиот училишен час мене ми беше многу интересен затоа што јас знаете после неколку години првпат влегувам во училница и она се заборава тоа чувство како е. Да. Бидејќи сега ги немаме оние писмени дневници, имаме е-дневник што е малку покомплицирано. И во тој момент не се чувствував како наставник. Знаете кога влегувам во училница и немам ништо пред себе. И влегувам во училница и деца се сеќавам 7-1 оделение, ги поздравувам. Имав денес со нив час. Влегувам во училница и децата, леле, конечно нов млад наставник. Јас се почувствував толку убаво, значи ова не е никаква навреда спрема повозрастните колеги, но децава се изненадиле дека има некои речиси на нивна возраст. Така децава кои има 13-14 години, наставникот има 24. Така што и мене ми беше многу убаво бидејќи јас до пред 10 години бев дел од тие клупи, што се вели, да. Можеби со истите наставници на кои што сум ги гледал како наставници, сега веќе ми се колеги. Да. И интересно е што децата сега ги интересира што прави наставникот, кој е наставникот. Не им се читаат лектирите што ги работиме затоа што сакаат да прочитат нешто од наставникот. Така што ова е она што до некаде не храни. Бараат ли? Истражуваат ли? Бараат, истражуваат. Баш утрово кажував дека така ќе имаме снимање, ќе има гостување, сите прашуваат кога ќе ви има наставникот, каде ќе ви има. Колку убаво. Преубаво е, верувај дека е преубаво, дури колку и да не ни е денот, нели онака. Имало моменти кога не сме спиеле цела ноќ, сме подготвувале часови, програма за некаква активност, но звони звончето, се појавуваме пред врата и цел умор, целата работа ја оставаме надвор. Позади, така. Така, работиме, се смееме, читаме. Сега претпоставувам дека ги носиш и на промоции, на читање, на настани. Сега почнуваме, чекаме малку повеќе да се затопли. Знаат каде работам, редовно се гледаме во книжарница со родители, сами, со другари. Сака, буквално ги интересира што прави наставникот, што е тоа што како да кажам, што е тоа што ми задржува мене внимание, Види, они гледаат пример во еден наставник. Детето си гледа пример во наставникот. Дефинитивно и тоа ми е многу мило, затоа што јас гледам во некои од учениците да
да препознаам нешто што јас не сум можел многу порано. Така што има ученици кои што постојано читаат, кои што се консултираат со мене за добри наслови без разлика кој жанр е. Така што јас сигурно како наставник нема да кажам на дете дека не го читај тоа, не вреди. Не, баш напротив. Да. Може би сега нема да го разбереш, но ти прочитај го. Некогаш ќе се сетиш, аха, наставникот тоа ми го кажуваше, да го препрочитам пак. Така што многу убаво кога на се час, дури некогаш во моментот не е убаво кога некој ученик ќе сака да праша нешто настрано од темата. Знаете како сега се подготвуваме со часови, со денови за некоја наставна содржина, за некоја лекција, и некој ученик ќе се сети, наставникот тогаш вие кажавте во некоја емисија, да не кажувам сега која, и обвикам, ме пресече. Ама ќе ти одговорам затоа што мило ми е дека си видел. Така сум ти задржал внимание. Так. И всушност и затоа ова го работиме. Учениците на некој начин се и публика. Така. Ти предаваш македонски јазик, колку сакаат децата да го изучуваат сопствениот јазик? Искрено, 50% од учениците знаат што сакаат на тие години. Во 7 оделение веќе, 7 и 8, да напоменам, знаат која е вредноста на македонскиот јазик во однос на сите други јазици. Дел од нив се уште нормално не знаат што сакаат, бидејќи јас не знаев што сакам во животот и не ги разбирав тие работи што ми ги кажува. Но преку литературата дознаваат дека има некои начин, некои работи нормално од јазикот што ги знаат, ама не знаат зашто се такви. И сега ги интересира. Тоа е оно интересен момент и велат, наставнику, па ние ова го знаевме. Точно велам, го знаевте вие, ама не знаевте зошто е така. И повторно тука имаме истражување, па потоа имаме, јас тој го нарекувам ефект. Така што има ученици кои што постојано истражуваат, се допишуваме по мејлови, по групи. Така што Значи постојана комуникација. Постојано имаме вербална и она што се вели невербална комуникација. Дури веќе со поглед се разбираме дали си се сетил на нешто, дали може да прашаш нешто. Така што постојано имаме еден вид комуникација. Така, пак се навратам на девојката од автобусот, впрочем и темата за која што сме овде. Кажи ми, се одржа ли официјална промоција на книгата? Не, се уште не се одржа, бидејќи... Предпоставував зашто викам овој не ме кани. Да, зашто не канам, да. Замисли да не те поканам. Замисли, да. Да не те поканам и да видиш фотографии. Не. Кажав јас, промоција без тебе не може да помине, во никој случај. Дури да не ти испратам официјална покана, знаеш кога. Ја ќе дојдам со камера. Со камера. Да, секако. Официјална промоција се уште нема, бидејќи се уште ми е тазе, впечатоците ми се онака како може би чекаш малку да затопли со коронава малку. Чекам да затопли, не ги сакам овие мерки, реално затоа што некако ми е како да стои некој притисок врз мене. Ќе дојдат некои луѓе што се вакцинирани, а не им е по желба, нема да дојдат тие луѓе што немаат вакцина, а сакаат да дојдат, така што овие мерки мене ми се како со сила наметнати, така што ќе чекаме, ќе правиме промоција на отворено. Секако ќе повикаме и девојката од автобусот, па можеби ќе направиме некоја обиколка со автобус низ Скопје. Убаво би било. Да се долови вистинскиот момент. Да. Така што чекаме можеби, ако ни даде Господ, убаво време во март, почеток на април. Сето тоа убаво организирано и спланирано. Да, убаво организирано. Не велам не дека не може и сега да се организира, но не е тој момент погоден. Така, дел си од литература. Како да не замре работата на книжариве во целиот овој период на ковид кризава? Баш напротив, многу и добра мотивација добивме сега. Знаете како ништо не се случува, всушност толку многу се работи, толку работиме како поединци, толку многу работиме како издавачи. Јас ќе се наречам и како дел од литература ме од Арс Ламина, затоа што годинава правам 5 години како сум дел од Арс Ламина. Но многу јубилеј. Јубилеј, баш јубилеј, каде што се посветив максимално. И како автор придонесувам издавајќи книги и како книжар во продажба, во организирање промоции и така натаму. Сакам да кажам што ние се вложуваме максимално, значи има и за кого. Така луѓето постојано читаат. Дури интересен беше моментот за време на изолација. Така кога луѓето се сите дома и сега јас велам толку многу домаќинки се родија што дури немавме толку многу и читатели претходно. Така, дома бевме сите читавме во исто време. Така што таа навика си остана. Значи може да кажеме да се пофалиме дека читаме како народ. Да, читаме како народ, тој што не читал почнал да чита, тој што читал еден жанр сега прешол на друг. Така што
Има зошто сите работат. А има ли фидбек за книгава, за книгите други твои ти пишуваат ли те? Да. Се пронаоѓаат ли во делот приказните, можеби? Да, Действијата? Многу често се случува дури луѓе кои што јас лично не ги познавам и тоа е она, да се шири нели публиката. Да. Луѓе кои што не ги познавам да ми придат да ми кажат дека виделе некаде книгата е земале и се препознале, па дури и во оние што велам јас мрачни или неубави моменти. Така што се е дел од животот. Да, конкретно еве во Девојката од автобусот приказните се навистина оние од реалниот живот кои Така, што секој за може да жал неретко и се случуваат. Да, неретко се случува, но јас кога правев приказната сакав се да биде реално, така секој лик да има да биде приказна сам за себе, секој лик да доживее и убави работи и неубави како всушност и секој човек, затоа што знаеме, не ни е се сјајно во животот. Така, нема човек на кој што е весимо е помирка денес. Секој може да живее во романса, во таа романса да имаме и трагедија, да биде и се така розово, црвено што да, велам меѓутоа јас. за секунда може да се промени се. Така што се случува во книгата за миг, но да не ставам акцент всушност на трагедијата или на неубавото. Тоа е само нака нели како вовед во приказната, потоа се си тече лесно, заплет, комедија. Сега прашањето кое ми се наметна овде е потешко ли е да се работи со повеќе ликови во една книга? Да, многу е потешко. Бидејќи за секој внимаваш што како ќе се случи. Ова е буквално повеќе време претпоставувам од многу повеќе време, координација исто како ученици да имам да ги подготвувам за некаква представа. Така секој лик го распоредуваме на различни страни, на секој лик му давам посебна професија, посебни дејства, му наметнувам карактер по кој што ќе се води. Знаете, јас дури ликовите си ги замислив како живи луѓе кои што ќе му речам сега ти ќе бидеш бесен, сега ти ќе бидеш ќерка на тој лик, буквално како да имав еден свет со кој што јас раководам. И можеби на некој начин е полесно кога приказната ќе биде поголема, па се што не сум се снашол на почетокот, потоа ќе си се разреши. Но не знам, јас чувствувам дека се снајдов барем и за вака покомплицирана приказна со многу повеќе ликови. Така што ќе видиме понатаму. Кажува ли корицата, сметаш ли дека од корицата се гледа што има внатре, односно колку корицата ја прави книга? Судиме ли според корицата? Да, многу се суди според корица и јас и дизајнеров Дејан, кој што и илустраторката Сара, бевме подготвени на голем удар од јавноста и од читателите. Сепак ова е нешто не секојдневно? Ова е не секојдневно. И јас на повторно нескромно ќе кажам трет пат денес, сакавме нешто да направиме поразлично од сите други книги. Ако веќе имаме лик, тогаш нека биде поинаков од сите други. Така дури на самава позади на задната страница може да забележиме дека имаме девојка која што носи венчаница и црндел. Аха. Така. Потоа зошто има на едната рака? Тоа може да го видиме окото, зошто има крвче. Аха. Ова за Така што се е тоа, а всушност на другата страна ја гледаме веќе книгата како ангела држи во рака. Да, автобусот, автентичен, 41. И колкото ангела предната страница се разликува од задната. Зошто, например, на самата корица нема кратка содржина за книгата, туку има за сосема нешто друго. Да. Така што јас овие работи многу не ги разбирав на почетокот, но дизајнерот е тој кој што така, кој што стои позади целата приказна. Така, покрај целата приказна, бидејќи Дејан не само што ја знае приказната, туку тој буквално цели 2 години ми ја насочуваше приказната. Јас како пишував, така му давав да работи и колку што сум јас задолжен за приказната, толку и тој. Така. Дејан ми ги знае сите движења што велам во мозокот, сите претпоставки што сакам да ги направам. И тој веќе кога ја комплетирав приказната, знаеше каква да биде корицата. Значи корицата да биде приказна сама по себе. Ова е тоа, невообичаено. Ќе го ставиме акцентот на автобусот, на девојката, дури да прикажам внатре. Ти велиш дека си прочитала, ама колку си забележала, не знам. Ја имаме девојката. Добро. А потоа веќе кој имаме авторот, Душко Трифуновски. Аха. Така, колку е тоа прецизно и луѓе можеби ќе помислат дека ова е онака случајно, но толку многу детално е работено. Се е тоа плански, детално работено. Се е плански, да, значи. може да се види. Си го пофалам дизајнерот уредник, толку добро око има и толку бистар ум. Што после емисијата знам дека ќе имаме проблеми, зашто сум кажал така. Но тоа е реалност. Ако да.
Кажи ми колку сето ова си прави, си бара жртва од време за себе, од приватен живот? Многу, особено од приватен живот, многу. Иако ја знаеш, немам онака прецизно време како денес ќе пишувам од 7 до 10. Не, мора да има онака како клик идеја, се сетив на нешто. Знаете како многу пати од сон си имам будено само за да напишам нешто на брзина. Го гледам часот 4 наутро, леле во 7 треба да станам. А јас сум се заборавил, сум напишал 10 страници кои што можеби за месец ден на кога Дејан ќе прочита, 70% ќе отидат во ѓубре. Така. Но повторно ќе кажам, ако таа клик идеја мене ми избега во моментот, тогаш веќе никогаш нема да се сетам. Се менуваше ли многу книгата? Се фрлаше ли во ѓубре? Се фрлаше во ѓубре, се менуваше постојано, особено во делот кога ги имаме тие прецизните хируршки моменти. Јас сум имал некоја представа за сите тие болести, операции, податоци, начин на лекување, но не било тоа вистинското, почнувајќи од тој момент. Но потоа натаму саќаме дека лековите немале добра поврзаност. Па ајде додавај, па крати, па повторно се сеќавам на тие сите непроспиени ноќи кога јас сум пишувал пред неколку години, а сега веќе ги фрлам во ѓубре. Така што се е тоа нормален тек. Так. Дури еве една венчаница ќе даде Господ, ќе видиш. Една венчаница само 10 пати ја преправаме, рано е, да, за мене е рано. 10 пати ќе преправаме само за еден момент кој што ќе трае неколку часа. И вчера прочитав, вика продавам венчаница, еднаш облечена. Доволно. Морам сега ми се надобре за така. Да. Така е, да. Навистина се си бара. Извинете, прекинав, се сетив, од приватен живот многу се скратува. Особено во оној момент кога го сватив пишувањето дури како професија, не само како хоби. Секогаш толку многу време се губи на компјутерска подготовка, на пишување, на организација, на гостување, Цел процес, да. Цел процес кој што трае со години. Исто како да одгледувате некои цвеќиња, ако не им се посветам во поголем дел од денот, дефинитивно да. Ќе изумрат. Да, не е ова од денес за утре. Така, не е од денес за утре, тоа е постојано кариера кој што мора да се да расте, да и се посветуваме. Го цениме душко тоа денес, ние од другата страна читателите цениме дека авторот ништо се мора да помене за ова да го изведи вака. Се цени, но недоволно. Се уште кај нас е тоа недоволно. Напишал книга, седел дома. Секој може. Секој може, да, секој може. Да. Меѓутоа, што се позади ова стои? Што се, да, многотрпна работа. Дури за овие книги што сега ги подготвувам, имам толку големо истражување што сите тематски се различни, има некои криминалистички од кои што барам помош од полицајци, од луѓе кои што работат со таа работа. Потоа имам повторно романси, зашто јас велам имам многу поголеми романтичари од мене кои што знаат да се снајдат со приказната. Така што имам многу издвоено, онака потрошено време за нешто да биде комплет и за потоа секако да има некој кој што да каже, напишал. Така 100 страници, не е проблем, седел дома, си напишал. Така што погодуваат тие моменти, но секогаш знам дека оние што ценат се многу побројни. И всушност за тие работиме. Дефинитивно, да. Можеме до утре да се промовираме во емисија книга, дека го поручиме секој веќе што го правиме, нема крај. Меѓутоа времето не е толку. Така, за жал. Да, ќе продолжиме надвор позади камерите. Душко, кажи ми што остана недоречено, што сакаме и да го кажеме пред нашите гледачи. Ние секако пак ќе се видиме, пак ќе дојдеме на промоција секако и без да не каниш. Со камера сме таму, да. Да, еве што ќе порачаме вака. Ќе им собратам прво на читателите. Немајте предрасуди за авторите, макотрпно ние работиме исто како што работат авторите во светот, колку што вредат светските автори, толку вредиме и ние. Јас секогаш сум се ставал на последно место. Ученици, работете, читајте, бидете вредни читатели, бидете луѓе кои што ценат. А вие, македонска публика, гледајте телевизија Сонце и Вики Петровска. Да се одјавиме. Ти благодарам за одјавата, еве ми олесна денес работата. И да повторам пак дека книгата може да се најде првенствено кај мене, Душко Трифуновски, сите Инстаграм, Фейсбук профили,
на мејл од девојката од автобусот @gmail.com и во сите книжарници литература МК. Така, еве јас уште еднаш ќе повторам, девојката од автобусот, можете, драги гледачи, да си ја порачате еве директно од кај авторот, Душко Трифуновски. Ќе ви стигне со посвета и задолжително подпис така од самиот автор до домашна адреса и секако во сите книжарници на литература. Со ова ќе го завршам ова интервју од своја страна. Се надевам дека уживавте и дека успеавме да го задржиме и овој пат вашето внимание. При самиот крај да не заборавам да ги поздравам и моите пријатели од бутик Мај Мода и мојата шминкерка Самара Имери. Ние ќе се видиме наредната седмица за 7 дена. Бидете поздравени!